Здраво на сите! Добре дојдовте во прашања и одговори со Луна. Ова ќе биде Mission Impossible да се снима, ама јас ќе се обидам цело видео да го изгурам со неа, додека одговарам на вашите прашања кои ми ги поставивте на Инстаграм. И капа да изместив и све изместив. Ако би имал шанса да ја посетиш Америка, која локација би ти била првата? Сигурно би отишал кај Марија, дека Марија другарка ми е во Америка, така да би отишал Мајами 100%. Тука аж да нешто ми се мешам и ме спама. Каде има аж да направено тетоваџата Војчо, преубава е. Не ми беше жал дамата аж да од Baby Next Time да ја ставите на крај. Baby Next Time memes се уште живеат. Дали планирате да снимете уште една песна со Марко? Можеби, никогаш не се знае што носи иднината. Останете будни. Дали некој си помислил да се откажеш од YouTube и зошто? Сум помислил сигурно, а зошто не знам, едноставно нормален процес и некогаш кога ќе помислиш од каде до каде си дошол и колку колкав пат имаш поминато што се имаш направено и кога ќе помислиш од каде си почнал, каде си сега, едноставно не вреди да се откажеш. Луна, многу ти се вкусни моите раце, не? Кога официјално ќе биде третата сезона од 90 секунди? Чекај, јас морам да ја најдам. Има 10 играчки, она најмногу сака да се игра со мојата рака. Чекај, на, гризе го. Јас само се трудам да видам што ја можам побрзо. Јас мислам дека еднаш на стори го кажав дека ќе искочи во октомври 2019 кога ќе почне. Како што видовте, тоа не се случи поради тоа што настана многу компликации и што не можам да снимам во студиото каде што снимам втората сезона. И сега додека најдам нов простор и додека направам се тоа да функционира како што некогаш функционирало, ќе ми треба малце време, али ќе гледам да видам што е можно поскоро. Ако можам ја го почнам уште месецов, али ќе видиме кога ќе успееме да се договориме и кога ќе го договорам првиот гостин за снимање. Ќе има ли видео како идеш во парк со Луна? Не знам дали ќе има баш во парк, али во план ми е на друго видео што сигурно ќе скочи со неа. Што е многу интересно и едва чекам да го снимам тоа со неа, али ќе биде за скоро. Еве зошто Луна не ја покажуваш во видео? Ова го имам инаш зборено дека Луна не можеш пример ако снимам еве маки со јутубери или еве шо прави све се маскира. Не можеш едноставно да ја вклопиш во секој видео, не одговара секаде, пример кој ќе седам јас или квизови да решавам, не можеш да земеш и Луна решава со тебе, не можеш да ставаш во секој видео, али еве некогаш зашто многу ја барате, повеќе од мене ја барате, ја ставам во видео затоа што еве, и прашање одговори се, јас ви одговарам прашањата, ама ета Луна зашто ќе ја барате, речи да ја ставам видео. Дали ќе правиш 24 сати да го контролираме твојот ден видео? Ова го зборев, мислам дека во влогот од Берово го ставив. Со години ми ова план, али последно време нешто баш повеќе почнав да го замислувам целото тоа видео, така да ќе биде и тоа набрзо. Што студираш? Знам дека го имам одговорено премногу пати, али со тоа дека секој ден доаѓа нова публика, еве ќе одговорам пак. Студирам дизајн и мултимедија. Луна седи тука. Кога нови мак твитови? Позме Димитар Анастасов. Поздрав тебе Димитар. Работа да сега со новите мак твитови со тоа што ќе биде 10-ти дел. И јас борев и со Флека што ги снимам последниве твитови дека за 10-ката мора да направиме нешто по специјално, да бидат некои си по брутални твитови. Може и да биде најдобриот дел до сега затоа што е 10-ти јубилеен. Можеби нема да биде годинава, можеби ќе биде почеток на 2020, али дефинитивно кога ќе искочи ќе биде бум. Дали некогаш си помислил дека ќе стигнеш до 90.000 субскрајбери? Па дали сум помислил, дали сум сакал да идам до таму, дефинитивно затоа што јас уште кога почнав и претходно сум замислувал и сум сонувал дека еден ден можеби би стигнал до тие 100.000 што ми се сон со години. И нормално дека сега сум се стремал и сите што доволно цврсто сонувате нешто, сигурно ќе ви се оствари и јас така и со ова. Не можам да кажам дека сум бил сигурен дека ќе се оствари, али секогаш сум работел цело време за еден ден тоа да се случи, така да евеме денес на 90.000, па здравје и на 100, така што не знам, тој ден ќе урлам, затоа што буквално тој ден го чекам години шта и кога ќе се случи ќе биде нешто. Не ќе да го замислам толку рано, не сум спремен за тоа. Кога ќе снимаш со Луна? Еве, гледате ли колку е неверна. Повеќе Луна ја барате од мене, нема ли мене да ја прашате како си? Мене секој ден ме гледате на YouTube, а Луна не ја гледате и само Луна ја барате. Дали ти се допадна Берово и дали пак би доаѓал? Дефинитивно ќе дојдам пак затоа што во Берово мислам дека се заљубев, очо толку ми се свигаше све таму и толку ми е место за уживање што дефинитивно сакам да дојдам пак. Ако имате и други такви места што не се толку познати, добро,
Беравне, дека не е познато, али некој си така по некои други места што мислите во Македонија дека што вреди да се посетат, а не е некој од поголемиве градови, туку е нешто помало. Пишете ми за да поминам некој нов викенд таму, затоа што Берово ми беше врв и многу сакам да видам во другите градови што се крие, затоа што јас за Берово и за Пекшево појма немам што има таму, а сега кога видов ми е жал што не сум видел порано. Дали Зера водачка дозвола познат Прилеп, поздрав и до Прилеп. Многу ми интересно што и за ова имаше доста прашања што памтите и што прашувате. Ги возам уште часовите. Нели се возат 30 часови, јас сум точно на пола, така да имам уште пола часови. После тоа е дури полагање, така да не знам. Тоа ќе биде дури дали крај на годинава, дали почеток на следната, не знам кога. Ама има време. Дали ќе има специјал за 100.000 и што ќе биде тоа? Позме Матеа 12, а ти си подпишана на Талеска, али добро поздрав до тебе Матеа вајде. Кога сме више кај специјалите, што не го кажав за 90.000, има премногу прашања дали ќе има специјал за 90.000 што ќе биде тоа. Да ве упатам во целата приказна што се случува со специјалот за 90.000, јас кога го планирав од многу поодамна, веќе кога стигнав до 80.000, имав некако во план што ќе биде тоа за 90, али како некако се доближуваше 90, си мислев не го прави тоа, не ми изгледаше како да е доста интересно да биде специјал, иако е, ама тоа секако некогаш ќе го направам, затоа не ви кажувам што е, ама нема да биде најверојатно во форма на специјал, туку ќе биде онака. Имаше период кога не знаев више што да биде специјал за 90 и си мислев добро што ако еден специјал скипнеш, да не го направиш, да се фокусираш на оној големиот за 100.000. И после си викам добро, имаше на 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, како само да го изоставиш 90 и си викам нема шанси да го направам. И сега се работи на нов специјал што ќе биде многу посебен, можеби најпосебниот специјал до сега. Затоа буквално еве секој ден има нешто ново и се работи така што ќе биде во многу скоро. Знам дека касни, ама верувате дека вреди. А за 100.000 нормално се спрема и тоа да го надмини 90 и да биде најдобар специјал од сите до сега. Зошто не ми кажа на здравје? Ја настинувам, иначе за тоа цел сум вака. Кога нов фанмейл и кога ќе правите митапи? Јас предходно фанмейл направив премногу видеа, мислам дека веќе ви досадив колку многу ги имаше, али секако дека сте што толку сте издвоиле време да го направите, дека вреди да се покаже, така да ќе правам сигурно уште такви видеа, само веќе ми снема работи, зашто веќе мислам дека се ја покажано. А за нови митапи, последношно си има зборење што се надеваме дека би можело да се оствари нешто на почеток на 2020, али бидете будни, следете на па ќе ви известиме се. Зошто не ја покажуваш девојката ти во видео? Па не знам, тоа е некоја си наша заедничка одлука што сметам дека најдобро така, затоа што ако јас сум решил да се снимам на YouTube, не секој решил да се снима, ете пак правиме заеднички видеа, само што не се прикажува со лик, ама е присутен. Дали некад ќе снимаш пробување турска или друга? Ова најверојатно се однесува на храната што пробувам мексиканската и јапонската, работата со другите. За мене јас би пробувал од сите држави, али работата што на интернет нема премногу такви и не секој има шипинг до Македонија. Ако имате некој си предлог за некој си сајт или нешто што имаат шипинг до Македонија, што имате да ми предложите, што имате пробувано, тоа да не е Јапонија и да не е Мексико, тогаш предложете ми доле, па јас ќе видам. Што марамата ли течеш? Дали некојаш си имал зборено самиот на себе? Секој ден, кога ми треба добар совет. Не просно, имаш фен од Бугарија. Ова најверојатно значи дека не е прашање, но имаш фан од Бугарија. Ова ми е многу убаво, затоа што ние како Македонија, ние што снимаме на македонски сме секогаш ограничени, пример да снимаш на српски да разбира цел Балкан, да снимаш на македонски да разбира само македонци. И ми се свиѓа вака што колку толку има и малку и од други држави што не следат, така да фала ти и поздрав од тебе. Дали некогаш планираш да снимаш од своите сестри? Доколку тие покажат заинтересираност, да. Во видеото Макина ниски луѓе беше женската или сестра ти Позме. Поздрав тебе Теловска, не беше ниту женска ми, ниту сестра ми, току беше другарка. Дали после неверство може повторно да се случи некое пријателство? Не. Ова го одбрав затоа што е доста поразлично од сите прашања, некоја си може би интересна тема, што се однесува на мене. Дефинитивно не. Ако други случаи гледаш, се случува и така. Кога нова книга, првата беше предобра и кога твој мрч? Поздрав Мартин до тебе. Двете прашања за да ги оствариш треба месеци работа. Јас, а и Марко во моментов ги немаме, така што не знам. За втора книга знам дека премногу од вас сакате, верувајте, ние би сакале и просветно дело би сакале. Само треба да се седне и да се размислува што би било тоа и дали имаме доволно материјал, дали имаме идеја за што да биде втората, така што се тоа треба убаво да се размисли и никогаш нема кажам не, а може би во иднина, може би во некоја си
поблиска иднина, на моментов не е тоа. На моментов немаме време за нешто такво да размислуваме. Можеби тоа уште утре ќе се смени па ќе почнеме да размислуваме. Така што се е можно. А за твојот мрч, мислам дека веќе имам зборено дека пред пролет нема се случи сигурно, а дали и за пролет ќе биде тоа прашање. Дали имаме време и желба? Знам дека вие многу сакате, али јас си го чекам тој некој си мој прав момент и да го сакам кога тоа би се остварило да го остварам на начин на кој што некогаш сум се замислувал и тоа да биде веќе како што треба, така што ако некогаш успеам тоа да го направам, ќе го направам. Како користиш слободното време? Што е тоа слободно време? Неостварена желба. Неостварена желба ми се 100.000 сабскрајбери и неостварена желба ми е да има премногу што не сакам не толку да ги споделувам, ама еве да кажеме нешто што би било најбейзик за споделување да прошетам во уште многу држави во светот. Како могу да купим вашу книгу и светски у Србија? Поздрав. Милица. Значи Милица е фан што е со нас со години и не следи од Србија и мене Марко премногу. Се запознавме со неа на некој БТФ, мислам дека беше на претходниот во 2018 и фала ти многу што толку не следиш и најверојатно не разбираш што ме следиш. Србија не верувам дека има можност да ја купиш таму, затоа што мислам дека онлайн не можеш да ја нарачаш и да има достава за таму. Едино ако имаш некоја тука да ти ја прати некако или да дојдеш кај нас да се прошеташ малце па да ја купиш од тука. Зашто за Србија за жал мислам дека нема начин тоа да се направи. И последно прашање вика кога е роденденот на Луна? Роденденот ти е на 4 јуни. Така што она во моментов има колку имаш, море? 5 месеци имаш? Кој си ти? Фала ви што гледавте ова видео, да се радам дека ви се допане, дека ви одговорив на вашето прашање, доколку не ви одговорив како што и ова 10-то Q&A, сигурно ќе има 11-то виднина, па ќе ви одговорам тогаш ако не сум го одговорил сега. Јас како и секогаш ќе ви се заблагодарам премногу на вашата подршка. Ќе ви кажам да го лајкнете ова видео доколку ви се допадна и да не заборавите да се субскрајбнете на мојот канал и ние како и секогаш ќе се видиме во следното видео за многу